Американскиот председател Џо Бајден во телефонски разговор го повтори барањето до својот колега Ши Џинпинг Кина да не се меша во изборите во САД преку пласирање дезинформации на интернет просторот. Во дневникот во живо од Вашингтон се јавува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, зашто друго разговараа Бајден и Ши? Кате, добро вечер од Вашингтон. Белата куќа го опиша телефонскиот разговор меѓу председателот Џо Бајден и кинескиот лидер Ши Џинпинг, кој следи по нивната лична средба минатата година како искрен и конструктивен. Овој пат двајцата опфатија низа прашања за кои претходно разговараа во ноември, вклучително и заедничките напори за борба против наркотици, воената комуникација и ризиците од вештачката интелигенција. Портпаролот на Белата куќа за национална безбедност Џон Кирби рече дека САД веруваат оти не постои замена за редовната комуникација на лидерско ниво за ефикасно управување со овој комплексен и често напнат билатерален однос, поради што двајцата председатели се согласија да го кренат телефонот и да зборуваат. Кинескиот председател Ши Џинпинг истакна дека остануваат несогласувањата за статусот на Тајван, за кој Кина тврди дека е нејзина територија. Белата куќа соопшти дека Бајден ја повторил претходната загриженост за кинеското мешање во предстојните избори во САД, но Ши не ја спомна темата во неговиот извештај за разговорот. Мартин, на што се должи загриженоста на САД за кинеско мешање на изборите? Кај минатиот месец британскиот парламент гласаше за воведување санкции поради хакирањето на нејзината изборна комисија и парламентот поврзани со Пекинг. Американските разузнавачи исто така ги предупредија законодавците дека кинеските хакери се подготвуваат да направат хаос и да предизвикаат штета во реалниот свет на САД. Кинеската влада минатиот месец покажа како користи дигитални алатки за да ја зајакне, а не да ја попречува демократијата. Но аналитичарите укажуваат на државно спонзорирана кампања за кинеско влијание, позната како спамуфлажа, што го прави спротивното и го охрабруваат Бајден да продолжи да врши притисок. Белата куќа не соопшти кога двајцата лидери следно ќе разговараат, но Ши во својата изјава рече дека ја поздравува овонеделната посета на Кина од страна на американската секретарка за финансии Дженет Хелен. Кате? Ти благодарам. Мартин Николовски се јави од Вашингтон.